Благодарам, председатели. Исто како и колешката, и мојата процедурална забелешка е кон вас, се базира на членот 89 став 1 од Деловникот. Имено, за да исправам погрешно тврдење, вие не можете да бидете тука рецензенти да ни кажувате кој што пратеник, какви аргументи ќе употреби. Јас кажав пред некој ден додека имавме општа расправа дека има одредена тенденција на сите оние неуспеси кои што се користат како аргументи од страна на пратениците на опозицијата, што е секаде нормално и во сите светски и европски парламенти, вие да не рецензирате, односно да не коригирате што ние треба да кажеме, што ние не треба да кажеме. На крајот од денот ние ги соочуваме аргументите и фактите. Вие сакате ние да не зборуваме дека ветивте 500 евра просечна плата, па потоа дека ветивте 600 евра. Пред некое време и велите на колешката, не спомнувајте тоа, не спомнувајте ова. Вие сакате ние да не кажуваме дека ветивте 500 километри автопат. Ветување на СДСМ 2016 година. Вие сакате да не спомнуваме дека вашиот лидер 2016 година пред да затварат гласачките кутии рече: ако загубам, ќе си одам. Загуби, не си отиде. Вие сакате ние да не спомнуваме дека ветивте 1000 километри патишта. Вие сакате тоа, ние да не го спомнуваме. Едноставно да не се збори за тоа, како да не постои. Вие сакате ние да не кажуваме дека 4 пати славите за датум, дека имаше селфи во авионот. Тоа народот го кажува, тоа вие го кажувате. Вие сакате за тоа да не се зборува. Ајде да не зборуваме ни за оние 300 ветени пилоти во Арачино. Да не зборуваме за такви работи, да не зборуваме за фијаското во вакцинацијата, да не зборуваме за фијаското во ковидот, да не зборуваме за зип-лајнот, да не ветуваме, да не зборуваме за тунелот под Кале, да не зборуваме за оние 4 ветени базени во Карпош. Вие сакате да не зборуваме кога зборувате за правда и тука не лупате по нос за се нешто, за Скопје 2014, за автопати, да не ви го зборуваме Рашковски. Вие сакате да не ви го спомнуваме СЈО, вие сакате да не ви го спомнуваме Александар Кирацовски. Кога ќе спомнеме пасоши тука у несве спајате. Вие сакате да не зборуваме за промена на името или за такви работи. Веќе кога мислам дека треба да ги соочиме фактите и аргументите и треба да престанете да не опоменувате вие ние што да зборуваме или не, заради тоа што тоа се успеси или неуспеси на вашата влада, веќе кога започнавме, ја мислам дека сето она кое што е кажано и сето она кое што е isproducirано од страна на владините функционери заслужува да биде слушнато. Може ли да даде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет. Дека мојот дело, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син. Зато и поише те подсетувам, знаеш да не ја... Да, па предпоставувам не ти е само тоа, знаеш да не ја утнема и ја неќам се у Мексико да го барам за ваква работа, предпоставувам дека ќе се чуете да сме координирани. Да, да. Ова е реалноста. И ова, вие, председателе? Да, мене ми е, знаеш да не ја... Ова е реалноста. Ова е реалноста. И вие можете колку сакате да не опоменувате, да не рецензирате. Дали можеме да ги спомнуваме овие работи или да ги споредуваме и да кажуваме како аргументи зошто некои амандмани треба да бидат прифатени. И тоа што е ветено, а не реализирано. Вашиот најголем проблем не се пратениците на ВМРО ДПМН на опозицијата, ваш најголем проблем е народот. Затоа што ова кое што вие се обидувате да го рецензирате, да го забраните да се зборува, го зборува народот. Народот го зборува, а вие сте го кажале. И затоа на наредните избори било кога да се случат ќе бидете жестоко казнети заради овие работи кои што вие сте ги кажале.